Добро утро, да, Ване, зошто да не, секоја активност и лично, искрено да кажам, сум поборник на тоа, повеќе движење во секоја пригода, а и трчањето секој колку може, меѓутоа секое спортување, секоја рекреација е добре дојдена за секого и е здравје. Тоа го знаат посебно оние што често го прават тоа, но убаво е да се зголеми бројот влюбениците во движењето, во трчањето, во рекреирањето. Ние почнуваме со една тема постојано е актуелна и постојано треба да се поддржува. Тоа е женското предприемништво. Колку и какви се состојбите со женското предприемништво и каква е поддршката на било кој начин или со можности било од каде, дали од државата или од странство, sejedno и нормално меѓусебната комуникација кога станува збор за развој на предприемништвото, на стопанските текови. Со нас утрово е Марина Тошеска од невладината Лак Агро Лидер. Марина, долго време ги следите состојбите со женското предприемништво и ајде прво да одговориме на прашањето каква е моменталната состојба со женското предприемништво. Дали се поддржува доволно и какви се состојбите? Па, женското предприемништво во нашата држава последниве години забележува подем. Моментално околу 30% од бизнисите, евидентираните бизниси се во сопственост на жени. Меѓутоа оваа бројка е мала, ама некако охрабрувачка. Во последните години се повеќе програми, интернационални донатори вложуваат во проекти насочени баш да ги поттикнат жените, заради тоа што и на европско и на глобално ниво може да видиме дека жените се двигатели на економијата во заедниците кога ги водат бизниси. Така и се роди една иницијатива, поддржана од Австриската агенција за развој, во соработка со организации од 4 држави, од нашата држава, Босна, Херцеговина, Црна Гора и Србија, да согледувајќи ги предизвиците, зашто со слични предизвици се соочуваат жените и во нашата држава и во земите на регионот, со поддршка на Австриската агенција за развој да се некако создаде поповолна средина и да се поттикна жените да се охрабрат и да им се даде поддршка да бидат идни предприемачки, да ги реализираат нивните идеи во успешни бизниси. Кои сектори, веќе почнуваме да говориме за грантовска поддршка, нели? Кои сектори, кој тип на женско предприемништво се поддржува и на кој начин? Па проектот економско вклучување и правда за жените од Западен Балкан има и своја грантова програма, односно вклучување на жените во програма за женско предприемништво, каде освен менторска поддршка ќе може да добијат и грантови, тоа во износ од 2.500 евра за доколку започнуваат бизнис и грантови во износ од 5.000 евра доколку веќе имаат свој бизнис, меѓутоа сакаат да го напредат и со тоа да создадат можности за вработување на нови жени кои што не се се уште не вклучени на пазарот на труд. Секторите кои што се вклучени се производство, услуги и нормално земјоделство. Се со цел да видиме, меѓутоа ќе се прави проценка каде жените имаат афинитети, кои се нивните идеи и со обезбедување на експерти кои ќе работат низ целиот процес на креирањето и бизнис план за да се создаде неуспешен бизнис, на крајот ќе пристапат до добивање на грант, подпишување на договор, реализација на грантот. Меѓутоа и понатаму ќе добиваат поддршка се со цел да може да се надминуваат ризиците при водењето на бизнис. Спомнавте, ова трае до 30 септември отворена. Спомнавте дека да се видат кои се идеи што најмногу ги интересира жените предприемнички, па што најмногу ги интересира и каде, кон што се насочени претежно нивните идеи? Да, повикот е отворен од 1 септември, трае до 30 септември, може да го најдат на веб страната на Care Balkan International, на организацијата од Македонија која што го спроведува проектот Консалтинг за стратешки развој, нормално на кај Лак Агро Лидер и Мајка кои што се грасрут организации вклучени во ова. Значи моментално имаме приличен голем број на апликации, она што изненадува е дека идеите се во различни сектори. Значи и во земјоделство имаме иновативни идеи на нови продукти што може да се понудат на нас како идни купувачи, потрошувачи, меѓутоа во делот на услуги. Така да останува понатаму на кој ќе имаме финална селекција да споделиме и со вас во која насока и кои најмногу идеи биле занимливи и сега ги вклучуваме. Она што изненадува е што при аплицирањето жените многу посветуваат внимание на таа циркуларна економија
и зелено предприемништво, што нели моментално е во подем на секаде во Европа, и јас верувам дека жените можат да го предводат зеленото предприемништво и оваа зелена транзиција во нашата држава ќе биде полесната со нивна поддршка. И само за крај уште едно прашање. Главно бизнисите на жените се микро и мали предпријатија. Како понатаму да се поддржува женското предприемништво, пример еве декларативно? Значи, освен преку проекти, нели имаме и национални програми кои што го поддржуваат женското предприемништво, меѓутоа, да, како што спомнавме, најчесто жените се собственици на микро и мали бизниси. Она што ни недостасува се локални политики, кои што навистина ќе создадат поволна средина за жените да можат да им се овозможи на жените полесен пристап до ресурси и можности за раст и развој на нивниот бизнис, а со тоа и вработување на нови лица и веќе да бидат дел, да водат средни предпријатија, па и големи компании, како што имаме успешни примери во нашиот регион. Благодарам, Тошевска. Се чини ова во вистински момент е пораката упатена, зашто ни предстојат локалните избори, ќе дојдат нови градоначалници и нормално еве еден можност да направат развој во своите општини, поддршката на женското предприемништво меѓу другото. Тоа беше Марина Тошевска од невладината Лака Агролидер. Зборувавме за женското предприемништво во теки е грант да им помогне до 30 септември, но потребно е постојано перманентно да се работи за оваа поддршка. Бане, студио. Благодарам на нашата екипа од Прилеп. Утрово имавме неколку линковски вклучувања од Скопје, од Битола и од Прилеп. По 9 часот ни останува уште едно вклучување на колешката Сузана Апостолова, ќе зборуваме за деновите на медиумска писменост. А сега во 9 часот најновите вести со колешката Гордана Ѓорчева.